Моето име е Розалија Рамова. Јас сум наставник по англиски јазик во основното училиште Димката Ангелов Каверот во Кавадарци. И денеска ќе зборуваме за бројни и небројни именки, односно countable and uncountable nouns. Како и самото име ни кажува, бројни, бројност, значи countable nouns, се именки кои што можеме да ги изброиме. Значи имаат еднина и множина, и знаеме дека множината во англискиот јазик се прави со додавање на ставката s на именката. Значи имаме banana, banana, bananas, банани. Имаме table, маса, tables, маси. Имаме chair, столче, chairs, столчиња. Еве уште неколку примери за бројни именки, како што се во еднина, singular, и во множина. Значи apple, apples, pineapple, pineapples, cucumber, cucumbers, strawberry, strawberries, grape, grapes и така натаму. Небројните именки. Самиот збор ни кажува небројни, значи нешто што не можеме да изброиме. Uncountable nouns се именки кои што имаат само една форма, таа форма е во еднина. Најчесто се видови на храна, како што се butter, bread, rice, cheese, meat, salt, sugar, значи путер, леб, ориз, кашкавал, месо, сол, шеќер. Течностите можеме да ги изброиме, се разбира, йогурт, water, juice, tea, coffee, milk, јогурт, вода, сок, чај, кафе, млеко. Некои видови на материјали, wood, plastic, glass, gold, silver. Значи имаме дрво, пластика, овде се мисли на стакло, не на чаша, злато, сребро и така натаму. И некои апстрактни именки, како што се love, hate, freedom, значи љубов, омраза, слобода и така натаму. Кога сакаме да кажеме нешто, да речеме да изброиме, а не можеме да изброиме бидејќи се небројни именки, најчесто ги користиме овие зборови. A bottle, a glass, a jug, a cup, a packet, a jar, a loaf, a slice, a carton, a can, a bottle, a bowl, a kilo, a bar, a piece и така натаму. Значи, немаме множинска форма од именката, меѓутоа можеме да користиме a bottle of milk, 2 bottles of milk, значи шише млеко или 2 шишиња млеко и така натаму. Она што можеме да го броиме е шишето, чашата, парчето, конзервата и така натаму. Тоа што не можеме да го броиме именката, нели си останува таква каква што е, односно во еднинска форма, milk, water, tea и така натаму. Кога зборуваме за бројни и небројни именки, најчесто ги користиме фразите there is и there are. Во подолниот слайд, еве тука можеме да видиме, најчесто рековме дека се користат во комбинација со бројни и со небројни именки, но она што треба да внимаваме е дека is, односно there is е форма која што е означува има, и there are е исто така има, меѓутоа едното е за еднина, едното е за множина, да не дојдеме до забуна кога ги користиме овие две, бидејќи на македонски немаме разлика еднинска и множинска форма, кај нас е има и за еднина и за множина, и знаеме дека е за кога станува збор за еднина во овој случај и за небројните именки, а there are е кога користиме кога е за множина, и имаме од оваа страна можеме да видиме множинска форма од именките. Имаме 2 oranges, 3 people, 5 glasses, 6 women, 4 girls и така натаму. Во комбинација со значи објаснавме за there is и there are, најчесто ги користиме и и n, кој што означува неопределен член, значи едно, некое неопределено, и ги користиме сам и ени.
Сега, неопределениот член А и Н, бидејќи рековме дека веќе значат едно нешто, неопределено, некое, затоа се користат со бројните именки во еднина. Значи, овие А и Н нема користење за нив во кога е во множина, значи не можеме да кажеме едно јаболки и така натаму, затоа ги користиме во стрикно за бројни именки во еднина, или пак да не можеме да речеме едно milk, едно млеко или едно вода, една вода, затоа тие не се користат и со небројните именки. Сега, треба на оно што треба да внимаваме е кога именката ни започнува со согласка, тогаш користиме А, кога именката ни започнува на самогласка, тогаш користиме N. Значи, there is a plum, има слива, една слива, некоја слива, значи не е определено, не е определено. Меѓутоа, кога именката ни започнува на самогласка, тогаш користиме N. There is an apple. Истата функција ја има, само треба да внимаваме кога е согласка, кога е самогласка. Some го користиме во два случаи. Исклучиво го користиме во потврдни реченици. Например, there is some sugar. Може да забележите, sugar не е една небројна именка, значи го користиме во потврдни реченици, there is. Sugar не е небројна именка. Тоа е едниот случај. Другиот случај е, еве го пак е потврдна реченицата, there are, меѓутоа сега имаме apples. Значи имаме веќе бројна именка во множина. Има неколку јаболки, значи го користиме сам и пред бројни именки во множина. Значи двата случаи и пред небројни именки и бројни именки во множина, меѓутоа треба да внимаваме да се позитивни, односно потврдни речениците. Само во тој случај. Како го преведуваме? Има малку шеќер, бидејќи не можеме неколку шеќер, нели, бидејќи е небројна, и има неколку јаболки. Ени, истото значење го има како и сам, меѓутоа го користиме со бројни именки, треба да ги внимаваме, и со бројни именки во множина, и небројни именки, меѓутоа во негативни, односно одречни и прашални реченици. Овој пример тука што ни е даден, ќе го видиме сега. There isn't any sugar, значи нема шеќер. Најчесто во негативните реченици и немаме некој посебен превод за any. There aren't any apples, како што можеме да видиме, нема ни јаболка. Имаме sugar, кој што ни е небројна именка, и имаме apples, кој што ни се бројни именки во множина, значи во негативни реченици, и во прашални, каде што пак имаме is there any sugar, дали има шеќер, дали има јаболки, значи се користат и во небројни именки и во бројни именки во множина. Ова веќе го поминавме со there is и со there are, уште еднаш ќе потенцирам, значи еднина there is, множина there are. Сега само да се вратиме назад за there is и there are. Тука ни се дадени сите форми на there is и на there are. Потврдна знаеме дека е има there is. Одречна имаме there isn't, нема, значи за еднина, и прашална is there, со само соменување на двете места. Има ли? There are, има пак рековме, меѓутоа за множина, и there aren't, нема за множина, и are there е има ли за множина. Кај нас немаме, кај нас е исто и за еднина и за множина. Сега, да повториме и запомнеме. Имаме неколку правила кои што ги спомнавме и уште еднаш ќе ги повториме тука во скратена форма. Да запомнеме за сам дека се користи само во потврдни реченици, за бројни именки во множина и небројните именки. Примерот, еве имавме неколку, еве уште еден. Меѓутоа, имаме еден исклучок на ова правило. Тоа е кај учтивите прашања. Учтивите прашања кои што почнуваат can, could, would, оди, не оди, any, туку оди сам.
Значи, кога сакаме учтиво нешто да прашаме, тогаш користиме сам во таа реченица. Can you get some milk? Може ли да земеш малку млеко? И така натаму. Any, што еднаш да повториме, во отречни и во прашални реченици, за бројни именки во множина и небројни именки. There isn't any water in the glass. Нема вода во чашата. Is there any orange juice in the fridge? Има ли сок од портокал во фриштерот? Нема деца во паркот. There aren't any children in the park. Are there any chairs in the classroom? Има ли столчиња во училницата? И накратко и за А и Н, рековме и Н се неопределени член во англискиот јазик, означуваат едно, некои и стриктно се користат само пред бројни именки во еднина. Значи, a table, една маса, некоја маса, најчесто е само маса, a computer, компјутер и така натаму. N, истата функција како и А, меѓутоа на именки кои што почнуваат на самогласка во како што е во дадениот пример, an orange, an egg и така натаму. Во овој случај немаме потенцирање на речениците, значи не е битно дали е прашална, потврдна или отречна, битно ни е именката да е во еднина и да е бројна. Сега тука да пробаме заедно. I've got apple in my lunchbox. Но оно што треба да внимаваме е секогаш на именката пред да употребиме сам any, a или n. Во овој случај тука имаме еднина, бројна именка, започнува на самогласка, доаѓа n. That woman is wearing black hat. Значи, исто внимаваме, ги изолираме оние придавки, ако имаме, доколку имаме нели пред именката, ја гледаме стрикно именката, шапка, капа, значи имаме тука еднина форма, гледаме дека во овој случај започнува со согласка, еднина, бројна именка, ставаме а. Don't put salt in my salad. Што гледаме првен? Небројна именка, salt, небројна, меѓутоа е негативна, односно отречна реченица. Во тој случај ставаме any. She doesn't eat bread. Пак имаме небројна именка, меѓутоа оваа реченица не е повторна, одречна и доаѓа овде she doesn't eat any bread. They are watching videos. Ова е бројна именка, веќе гледаме во множина, имаме потврдна реченица, значи ставаме some videos. We have got eggs, јајца, множинска, значи множина, во именката е во множина, имаме прашална форма, ставаме any. I'd like fruit juice now, значи juice не е сок, кој што не е небројна именка и ставаме, или бидејќи ја гледаме дека е во потврдна форма, ставаме some и последната реченица I haven't got red pencils, што значи дека ја гледаме, ја изоставуваме нели придавката и гледаме ја гледаме именката и гледаме дека е во множина. Негативна е реченицата, значи ставаме any. Имате дополнителни линкови кои што ви ги ставив тука, има многу вежби на интернет. Можете слободно да си ги отворите, можете да си ги повежбате. Имате доле и опција за да си ги проверите дали ви се точни или неточни резултатите. Меѓутоа, ако добро се научат правилата за правилна употреба на сам any, a и n, добро ги повториме кои се бројни, кои се небројни именки, јас мислам дека нема да има никаков проблем во совладување на оваа материја. Ви благодарам многу на вниманието, драги ученици. Останете дома во добро здравје, учете и вежбајте.